веде директорката на театарот комедија Нора Шакири Марковиќ, овој пат со мене во студиото на Репортер. Нора, добре дојде. Добро ве најдов, фала на поканата. Фала што дојде. И кажа во најавата од неодамна, веќе неколку месеци си веде директорка на театарот комедија. Па како е да се биде директор на театарот комедија и како се снајде во... Да, од февруар месец, да. Поточно 2 февруар, мислам дека 3. Не е ни важно. 3 месеци, така му доаѓа. Јас сум слаба со математика, со бројки и со рачунање. Како се снајдов? Јас сум всушност и вработена таму. Кога го разрешија претходниот директор, ме поставија мене како вршителна должност. Не очекував дека ќе ми биде вака тешко, забавно, исполнето, стресно и пред се многу одговорна. Ова е изузетно одговорна работа, бара многу внимание, бара многу трпение, бара многу време. Ама јас верувам во себе и пред се верувам во луѓето кои што се таму. Во театар комедија работат 76 луѓе вкупно и сме супер тим. Многу добро ме прифатија како нивни претпоставен, иако тоа за мене е само на папир. Јас сум и натаму со нив пред се пријател и колешка. Добре. Пиете заедно кафе, гледам 8 март славевте со... Да, секој сабајле пиеме заедно кафе. Да, секој сабајле пиеме заедно кафе. Јас доаѓам прилично рано, да кажам, што е во телевизија, во театар малку и необично. Некаде околу 8 часот, затоа што мене денот ми почнува 5 и пол. И ја не крив? Зависи да, кога ќе се разбуди. И веќе во 8 сати јас сум, мене како пола ден да ми е поминат. Да, првото утринско кафе го пијам со колегите. Со оглед на тоа што го правиме разговоров пред Великден, ама интервјуто ќе излезе после Великден и пред Бајрам некако така. Да, измеѓу. Да. И ајде сега, пошто и ти си во мешан брак, ми е многу интересен овој муабет, во смисла дали постиш сега за Рамазан и дали Марко пости пред великденските празници? Марко не пости. Мислам дека и никогаш не постал. Јас не постам, но имам постарно. Сега не постам од икс причини, бидејќи... Знаеш како, Александра, тоа е во секоја вера. За да постиш треба да си прво психички спремен, што е најбитно. Да бидеш многу чист, со многу чиста мисла. Јас работам, повторно ќе кажам, исклучително захтевна работа и не секогаш чисти мисли ми се вртат во главата. Мајка сум, станувам многу рано, постојано сум на работа. Навечер поминувам со Ијан, ми треба сон, ми треба храна, ми треба вода. Неќам да, како се вика тоа, да дадам збор, ама се надевам дека во блиска иднина би сакала да постам. Да, тоа е нешто што е навистина многу добро и за душата и за телото. Добро, цел месец се постите кога е Рамазан или? Так, цел месец. И тоа значи не јадеш не пиеш, не правиш ништо до колку часот до? Па сега зависи, се менува времето. Например, сега мислам дека ифтарото некада, односно вечерата е некаде околу 7. Секоја минута се поместува. Суфур, она рано наутро, пред изгресунце некаде 5, и пол 6. Сега повторно ќе кажам да никој да не ми замери, не знам точно саатница и да цел ден не јадеш, не пиеш вода. Чак што више вела дека и плунката ако може да не ја голтнеш и се разбира да имаш многу чисти мисли. Тоа со чистите мисли мислам дека малку потешко кај сите оди, ама... Да, ама мислам дека ако се нарихташ така, да, првите денови се секако тешки, меѓутоа после тоа веќе влегуваш во таа една шема и тоа е многу добро. Добре ве, кога сме веќе околу муабетот за празниците, како во вашата куќа, во вашиот дом, со оглед на тоа што ти и Марко сте во мешан брак, како се празнува Бајрам и како се празнува Великден? Тоа е стандард, нема ништо спектакуларно. Оваа година ќе одиме кај свекорот и кај свекрвата, односно кај родителите на Марко на ручак.
за Бајрам ќе бидеме или кај нас дома, или кај мајка ми, или кај брат ми. Оваа година зависи како ќе биде, нели, кој колку мерки, колку луѓе може да се собираме. Мада мислам дека нели сега олабавија малце па ќе биде, да, ќе биде малце поопуштено за разлика од минатата година. Тоа е тоа. Тоа е тоа, празнуваме, секој празник е за мене убав. Јас искрено ти кажам, стварно многу се радувам на празници, многу ми е убаво. На празници, на родендани, на настани, на Добро, лани не може да се соберат семејствата заради полицискиот час, пандемијата и мерките. Оваа година претпоставувам дека ќе биде полабаво. Минатата година бевме дома јас, Марко и Ијан и за Бајрам и за Великден и за мојот роден ден. Мислам дека беше Да. И за мојот роден ден бевме на наша фина мала тројка. Оваа година ќе бидеме малце повеќе гужва. Да, инаку нема ништо спектакуларно, знаеш, не е тоа нешто што празник како празник. Мене ми е убаво, се радувам. Добро, како е да се биде момешан брак и како, дали со Марко, кога бевте дечки и девојки пред да се решите за брак, не идувавте на предрасуди од околината? Како? Да, секогаш имаше предрасуди. Јас, за жал, сум порасната со предрасуди. На училиште, на факултет, на работа, меѓу пријатели, меѓу колеги, меѓу познати, меѓу непознати. Многу често маските пајеле. Не знам, јас, србите викаат тоа што те не убие, тоа те ојача. Знаеш, и ја искрено ти кажам, навикнав да живеам со предрасуди и мене ми е та биле, та не биле се едно. Искрено да ти кажам. Марко е многу лабав по тоа прашање. Да, не се. Марко не, мислам, она што ја го гледам сега, јас не знам, може би он нешто преживува, нешто друго во себе, ама не верувам дека не би ми кажал. Имаше коментари, имаше прашања од типот на па како ви е сега, па како ќе ви се вика утре детето, па дали ќе го обрежате, па дали ќе го крстите, па дали, мислам, тоа се за мене некои прашања на кои што јас стварно мислам дека не треба никому да давам одговор и да му полагам рачун што ќе правам јас со своето дете или како ќе функционирам во мојот брак. Значи, бракот е брак, ние функционираме нормално, јас го почитувам Марко, Марко ме почитува мене, јас не јадам свинско, во нашиот дом никогаш не се донело свинско месо, Марко тоа го почитува. И тоа е тоа, мислам, ја може да не јадам свинско и заради, нели, се разбира, заради верски причини. Ако не сум била од друга вера, можеби немаше да јадам од икс други причини, здравствени, не знам какви. Така да човекот само треба да го испочитува тоа и многу е едноставно и многу е лесно. Ако сака. Лесно е ако сакаш да го испочитуваш, ако не сакаш да го испочитуваш, ќе направиш проблем и ќе имаш проблем. А ако имаме проблем, онда не гледам разлог зашто јас и он би биле заедно. Сега ми го иземе и прашањето околу Ијан, нели? Оние прашања по како ќе го крстите утре вашето дете. Пред почетокот на емисијата се смеевме, нели? Кога беше лани со Лидија Вукичевиќ овде во студиото кај нас, пред породување рече, Бени го зафркава Марко, дај детево да му дадеме некое наше име. Која е приказната позади ова и како испадна да се вика Ијан? Ијан е желба на Марко. Добро. Јас имав друг план, друга желба, друга некаква замисла за Ијан, односно имав неколку имиња, меѓутоа околу почитувањето, нели? Марко нема замоли него, мислам ми рече, сакам јас да му дадам име на Ијан, на детево, реков окей. Седавме еден ден кај мајка ми на ручек и ја и Бени, како што знаеме, со поглед да се разбираме. И Бени го седнува, мислам не го седнува, него седнуваме и му вика на Марко, видеј, мртов сериозен. Значи, како да кажам, нели, нашиот татко почина, јас сум главата на куќата. Кај нас албанците, кога не е таткото, нели, меѓу нас живите, најстариот брат кажува како ќе се вика детето, поготово дека поготово дека нели нора сестра ми е најмала и така натаму. Сакам да ти кажам и на сите да им кажам дека вашиот син ќе се вика по таткото на нашиот татко или ти дурак
дедо ми се викаше Дурак. И Марко застана во една ситуација многу не дека дали му се свига имаво или не му се свига, него чекај сега од каде ова, ние сме толку време заедно, ја појма не сум имал за ова, ти мене сега ова ми го кажуваш. Да. И човекот, еден лик, онаков стамен, вика, па добро, сега сега ако е веќе така, не знам, па да видиме, да поразговараме. Добро, па бил фер културно. А како се вика дедото ваш? Добро, што? Дурак? И ништо, да не можевме да мајка ми стрипа тука, вика, што е ова? Од кај скочи се ова? Викам, се шалиме, чисто да направиме шала. Мислам, види, знаеш како, и да нели се носи име по дедо и така натаму. Не дека јас не би ставила такво име, меѓутоа мислам дека треба да детето да си има ново име, свое име. И модерно во овој случај. Па да, на Марко многу му се допадна Ијан, заради Јан Гилан, така да се има некаква приказна. Да. Добро, колку Ијан го промени твојот живот, колку те промени тебе мајчинството и како успеваш да ги ускладиш сите обврски, сега зборуваме работата и детето? Ти знаеш, јавноста знае, ние сме зборувале на таа тема, јас не сакам да кажам дека боледувам. Мислам, имам проблем со тироидата, ја контролирам со терапија. Сигурно сам оној јапанец Хашимото со себе, кој што морам да го контролирам со терапија. Јапанецов ми направи проблем околу забременувањето. Да. И можам да ти кажам дека имавме така една фина борба под наводници. Оној момент кога решив, не знам оваа приказна дали сум ти ја кажала, мислам дека не. Се трудиме, не оди, и јас и Марко веќе почнуваме да размислуваме за инвитро. Јас некако многу тоа погласно го зборував. Не дека мене годините ме газеа или ме згазија, ако треба да се случи, ќе се случи на 60, ама едноставно сакав да се остварам како мајка, затоа што сум тетка на 5 внуци и знаев дека ќе бидам, и се уште знам дека ќе бидам добра рок-н-рол мајка. И во еден момент реков, окей, ќе одам кај својот доктор на консултации, доктор Тофовски, односно тоа е еден од докторите кои што работеше на мојата проблематика. Ги направивме сите испитувања, имав некоја мала, како се вика, хируршка интервенција. И се договоривме дека ќе одиме на инвитро, дека ќе го почнеме процесот. Одам јас кај Тофо и Тофо ми вика, јас сега одам на одмор, се враќам за 2 недели или 3 месец дена, не е битно, и почнуваме, значи, се како што треба да тече. Како разговарам јас со човекот, јас некакво чувство во мене, не знам како да ти кажам. Обично мајките осеќаат. Нешто ми се случува, не знам што ми се случува. Доаѓам дома, му викам на Марко, молим те да купи еден тест. Зошто додам да купам тест, пак ли ќе се разочарува, што е сега? Викам, не знам, јас деновите за циклус помина, некако нешто чувствувам дека ми се случува. Отиде купи тест, го чекав може едно саат-два, како да сум го пратила у НАСА. Не знам што прави во аптека. Веројатно не можела не знам, да се прошета, за аптеката после. И дојде, го направив тестот и не можев да верувам дека видов 2 линии. Втората линија беше толку многу бледа. Ама била тука. Ама е тука. И толку бев сигурна. И го сликам тестот и му го праќам на Тофо, на Вибер и му викам, нешто се дешава. А он ми вика, може да дојдеш утре да ти земам крв? Отидов, ми зема крв, а резултатите од крвта, па кога се испитува дали си бремена, траа нешто саат и пол. И ја вртав околу гинекологија, не знам, испушив цела кутија цигари, испив 16 кафиња. Знаев дека има нешто. Само чекав да ми се потврди.
И кога ми каже дека сум бремена, викам, сигурен ли си? Не, сигурен ли си? Ми вика, да, преку крв е најсигурно. Што ми е зборот? Кога Господ сака, тогаш и ќе биде. И можам да ти кажам дека јас многу се опуштив, пошто реков, веќе тоа е тоа. Ако не оди по природен пат, ќе одиме на инвитро. Ако не оди на инвитро, тогаш бев сигурна дека ќе посвојам дете. Тоа можам да ти кажам дека тоа е една од моите најголеми желби, да посвојам дете. Да се случи. Добро, лани кога се породи, беше периодот на карантини и полициски час, мислам дека не се излегуваше по неколку дена. Лудило. Да. Се сеќавам дека си пишувавме тогаш, ај кажи како се снаоѓаш дома, тазе породена. Колку во тој период ти доаѓаа мајката или свекрвете да ти помогнат, пошто реално нели невозможно беше многу да се мешаме ради пандемијава. И во еден разговор ми кажа, знаеш, брат ми го нема видено детето и само се гледаме на камера месец или два, додека да разлабават мерките. Јас се породив со царски рез и останав, мисля, че некои 4 дена. 4-5 дена. 4-5 дена, да. Се породив во Чаир. Немам зборови колку прекрасно ми беше, колку ме чуваа, не само мене, значи сите родилки. И беше страшна гужва таму. Ем гужва, ем стрес, ковид, ново, не знаеме ништо што се случува, како се случува. Дојдовме дома, дојде мајката на Марко. Таа ни беше и техничка поддршка, што се вика, цела недела. Мајка ми доаѓаше, ама доаѓа, како да ти кажам, со маски, со ракавици, никој никого да пипне, никој никога му се приближи. Мислам, многу беше стресно, многу беше напорно. Бени го немаше видено Ијан 40 и нешто дена, затоа што ми вика, Нора, јас сум постојано со луѓе, не знам, што и нормално, нели, сите некако бегавме еден од друг. И на крај не можеше да издржи и ми рече, јас морам да дојам да го видам, па Господ нека не чува и него и сите нас. И тоа беше една многу емотивна средба. Ти фотографија после тоа. Да. Дека прв пат се виделе после 40 дена, сеќавам на социјалните мрежи дека ја објави и ние ти ја украдавме и ја објавив. Да, сега кога зборувам за ова ми иде да заплачам. Јас сум плачка. Поздрав до Бени, ама покрај Бени имаш уште еден брат. Да. Јас пред емисијата зборувавме Денис. Тој е средниот брат, средното дете. Така. Да. Кој што живее во Холандија, Утрехт. Да. Како со Бени, претпоставам дека колку си поблиска со Бени, отколку со Дени заради тоа што сте тука, или? Ние сме всушност четворица. Бени, Денис, јас и Ервин. Тоа е нашиот прв браточет, синот на мојата, за жал, покојна тетка. И ние сме таа четворка, мислам, ние не викаме еден браточет, брат ми Ервин. Ервин е големо кошаркарско име. Тие што се бават со спорт знаат за Ервин Сого. Денис живее многу долги години во Холандија. Многу, од 90-тите години отиде као да се прошата. И остана таму. И остана и се ожени, има 3 деца, сам Анук и Иса. Анук и Иса се близначки. Колку е постар од тебе и помал од Денис е од мене 8,5 години постар, Бени од мене 13. Да, а они двајца се 4 години. Бени е 69. Како да се биде трето дете? При тоа женско? Па јас сум едино женско фамилија. Едино женско, така? Да, едино женско фамилија сум и... како е, шо знам? Јас сум одинат родена, знаеш. Мајка ми така имала запнато дека мора да има ќерка и... Ама буквално сум одинат родена. Абе, ти стварно. Стварно добила ќерка. Да. Што знам, нема кај нас нешто, јас сад ти си женско, па ние тебе нешто ќе те галиме ово, не. Добро, кога ги спомна родителите, од какво семејство потекнуваш и каде го помина детството? Татко ти беше нови? Татко ми покоен, да, Хисан Шакири. Беше едно од уредник на албанската редакција, да, потоа
уредник и основач на редакциите за националности во Македонска радио и телевизија. Големо новинарско име. И сега некој ќе каже, ти сега зборуваш за татко ти. Колку год тоа да звучи нескромно, тоа е така. Мајка ми цел живот работеше со финансии во една порајнашна голема трговска фирма Центро. Сите се сеќаваат на Центро. Да. Нормално семејство. Интелектуално. Так. Честно. Семејство во кое владае ред, во кое владае почитување, во кое владае искреност и во кое што владае многу љубов и многу музика. Во која населба живеевте? Јас живеев, односно сите ние живеевме во Чаир. Чаирчанка. Чаирчанка, да. Јас сум пијана чаирска вода. А некаде на 5,5 години, 6, се селиме во аеродром во Три бисери и таму се закатанчуjem и таму останувам. Го спомнавме татко ти и јас морам да те прашам околу тата, тој беше еден од илустрираните, веќе неколку години како е почина, често знаеш да споделиш на социјалните мрежи кога си тажна. Како го пребродивте целиот тој период, од моментот кога соопштија дека е еден од илустрираните, па и неговата смрт и се потоа. Имал навистина Алцхаймер тогаш кога те растажив сега. Ама морам да те прашам. Ова ми е многу тешка тема. И вчера се заплакав. Бев по некоја работа во Мратава и една негова колешка ме застана и ми каже дека таков човек немало и нема да се роди. Многу ми е жал што го нема. Многу сум љута, бесна, гневна на тоа што му го направија на правди Бога. Татко ми го лустрираа и го прогласија за соработник на тајните служби. Тој почина 2012 година, на 14 октомври. И јас и ден денеска водам борба со тоа да докажам дека татко ми никогаш не беше соработник на тајните служби и Бог знае дека е тоа така. Јас знам. Мислам дека и сите луѓе веќе знаат. На крај сум со да ја заокружам таа приказна, бидејќи сите докази се во мои раце. Му дадов збор и кога беше на смртна постела дека ќе му го обелам образот кој што му го испрља, не знам зошто. Не можам да разберам ни ден денеска зошто. Ама успеав. Успеав да ги извадам сите потребни документи, докази што ги имам дека мојот татко никогаш не соработувал со тајните служби. И знаеш како ми викаат луѓето? На татко ти требаше само се додели орден со заслуги. Тој е еден од оние кои што ја подигна Македонската радио и телевизија. Јас реков, тој е основач на редакциите за националности. Тој основаш и влашката, и турската, и ромската, и бошњачката, и српската редакција. Им даде на сите да имаат редакции на својот јазик, да имаат емисии на својот јазик, да имаат вести на својот јазик, да се обратат на својот јазик. Беше изузетно широк човек, космополита и уште малку остана да јавно да ми се извинат. Многу им се љутам. И стварно ми е многу тешко кога зборувам за ова, ама зборувам секогаш отворено и многу искрено, и ова е нешто што никогаш нема да го заборавам, затоа што колку год да знаеш дека тоа не е така, ти имаш човек за кој што одеднаш цела македонска јавност, односно цела јавност знае дека е илустриран, човек кој што легнува на малтане на смртна постела, човек кој што не може да се брани. Не можел ни да зборува во тој период, пошто Алцхаймерот е... Не, татко ми почина од Алцхаймер, значи од моментот кога го илустрира човекот почина за 4 месеци. Така да и во тој период
не можеше да се брани и јас реков дека и дома им реков на сите, му реков на Бени да ти си најстар, Денис, се окей, сакам, оставете ми го ова, сакам јас да го истарам и го истарав на начин, на таков каков што јас мислев дека треба. И го истарав, да. Фатиме Фетаи, јавната обвинителка, односно сега веќе виши јавен обвинител. Да. Како тргна вашата приказна за пријателство, односно сестринство? И строга ли е навистина толку како што е во судницата или не? Јас и сестра ми, Сестрата, јес. ние така се викаме една со друга. Немаме долги години стаж, морам да ти кажам. Ама како да сме родени заедно. Мајка ми не ја вика Керка, татко и нејзин мене ме вика Керка. Кога разговараат татко и мајка ми, например, така си викаат Керка ти, Керка ми, сестриве, нашиве двева. Леле, не знам од која година, можда 2016-та нешто, појма нешто така, 17-та, не знам. Јас знам која е она знае која сум јас. Се сретнуваме. Јас во неа се гледам себе, она во мене се гледа себе. Сега е со косиве само крв, И црвен тоа беше љубов на прв поглед. Можам да ти кажам, и едноставно пред себе гледам човек и викам, боже, можно ли е да себе како во огледало да се гледам? Може би не толку тогаш по лик, колку енергијата, таа нарав, не знам како да ти кажам, начинот на облекување, гестикулациите, гласот, неверојатно. И немаше кај мене и кај неа ништо посебно, него едноставно тргна. Отидовме у кафана и останав тука кафана, И немаше тоа е, пандемија, да, немаше да. мерки, се живееше поспокојно. она делува вака строга, да. Не знам каква е во судница, сега тоа што го гледам. Добре, јас сега на шега. Да, не знам, Так. мислам, фала и не сакам да знам. Зборувам приватно. Да, приватно е, ја ти кажам како јас иста, ама буквално, многу енергична, многу позитивна, многу искрена, брутално искрена. Веројатно за тоа и сме се споиле. Многу честна. Многу е честна. И е многу борбена и многу ја сакам. И многу ми фали периодов. Скоро бевте пред да затворат кафејаните во... Да, потоа се трилече нешто, не знам. Не, тоа беше десерт, да. Десерт. Нешто излеговме онака ко луди мари излеговме од дома. Так. Сакаш да излеземе, сакам. И кај ќе одиме, не знам, кај ќе седнеме негде може на клупа да седнеме у парк. Она е една од оние многу битни луѓе во мојот живот. Не те прашав околу супругот Марко, како се запознавте и како почна вашата љубов на приказна. Знам дека се појавил, дека сте биле претходно другари, меѓутоа дека се појавил во еден тежок период од твојот живот. Ја и Марко се знаеме многу одамна, он беше со својот тогашен бенд Mailbox пред група на концертот на Бени во Универзална 2001, втора, која му беше концертот, појма на Бени. И ние се знаевме, се знаевме од град. Ке се видевме, па немаше да се видиме некој период, па пак ке се видевме, па пак немаше да се видиме некој период и така натаму. И некако кога и да се сретнавме, јас стално му викав, ја и ти еден ден ке завршиме заедно. Појма немам зашто сум го зборала тоа стварно. Добро нешто. Не знам, нешто веројатно од натрен. Да. И ние се немавме видено многу долго време. Кога почина татко ми, после месец дена решив да се измешам меѓу луѓе малку. Отидов на една свирка кај тогаш на една моја друга многу добра другарка. Па сега веќе нејзиниот сопруг тогаш и беше дечко. Свираше во тој клуб и отидов таму. Ствари Марко свирал со него и така натаму. И се сретнавме и тогаш беше месец дена од кога почина татко ми, тогаш прв пат излегов и налетав на него и тоа беше тоа. Тргна приказната. Тргна приказната. И заврши со брак. И заврши со брак. Веројатно тоа така требало да биде.
Колку ти фали телевизијата? Оу, Го кажа тоа прескопа. ај стани малку да седнам таму. Ела дојди. Можеш и од таму исто е. Да. Многу ми фали, значи толку многу размислувам дали кога ќе се вратам и каде ќе се вратам и дали на пример сега би можела да направам некоја емисија нормално сега во овој период со обавување на оваа функција. Може сега да ми се местиш конкуренција, да ми така покажеш е, каква телевизија. Да, се шалам. Ама стварно многу сакам, значи толку многу ми недостасува и толку радо прифаќам секогаш покани за гостување. Прво затоа што знам мене како ми било таа страна, можеш да најдеш гости, не можеш да најдеш, да се спремиш, да не се спремиш, ти откажал, не ти откажал и така натаму. Имам стварно многу разбирање за тоа и затоа никогаш никому не сум рекла не. А од друга страна ти кажам, стварно ми сакам да имам некое свое шоу од оние кои што ги имав, кои што беа многу гледани, на пример, на времето во Телма телевизија. Овде и сега. Тоа беше многу ток шоу и не знам. Валја универзумот ќе ги узлиша овие мои желби и ќе ми отвори пат и на тоа поле. Кога се вработи во Министерството за култура, како реагираше на муабетите дека работиш во Министерство за култура и сега еве кога стана директор на театарот комедија, со тоа што претходно нели беше пиар на театарот комедија или не? Не, грешка сум. Не. Јас прво не се вработив во Министерството за култура, јас таму бев ангажирана на авторски договор. Значи работа во кабинетот на заменик министерот за култура, тогашен Владимир Лазовски. Не знам зошто направија драма луѓето од тоа. Еве и Нора се вработи. А зошто? Еве, поред, сум била на договор, не е битно. А и да сум се вработила. Што е проблемот? Јас сум високо образована личност. Човек со искуства, човек со години. Зошто не смеам да работам, не разбирам. Каде пишува кој каде треба да се вработи? Мене во тој период ми се отвори таа шанса, ја добив понудата, прифатив, имав совршени 2,5 години работа, навистина многу познанства, многу колеги со кои ден денес комуницирам. Тоа Министерство за култура многу ми помогна да сега од оваа дистанца полесно ми одат работите, бидејќи бев таму, знам што значи да се трча со документи, да се работи, да се прави. Мислам, едноставно не знам кому тоа му донесат добро тие силни пресконференции пред влада од сега партијата која што е во опозиција, од тие некакви протести зошто Нора да се вработи, од тие некакви силни прашања како баш Нора се вработила. Ја стварно не сум некој кој што не сум медицинар. Јас сум сепак човек од фелата. Еве, состема пред крај. На времето и ти беше дел од градските случувања и излегувања. Ја уште сум да ти кажам и ќе си бидам уште. Добро, сега пандемија има, не си. Ако и кога има пандемија. Колку ти недостасува, да речеме, ти недостасува, ајде, оние времења кога сте многу? О, многу. Да. Да, јас се знаеше кога се знаеше кој каде оди за разлика од сега, мислам дека е малку сменето, не знам. Бе, ја ти сме остареле, ослепи, не сме. Како да не сме стари? Не, јас сум секогаш сум била човек од улица, да кажам, значи човек од градов. Ја пораснав у Маракана, пораснав у Мејкап, пораснав у Кабрио, у Хавана, у Колосеум, што ја знам, пораснав со браќава мои. Без разлика што сум мајка, едве чекам да се отвори некое место, мислам не да се отвори, него да заврши пандемијава, едве чекам да излезам на пиво, на кафе, на убав ручак со пријатели. Ми фали. Бе, на сите ни фали, знаеш. Некако како да заборавивме да комуницираме, некако како да не знам како да оттупевме. И се плашам дека кога ќе се отвори све, па нема знаеме како дека така, дека малце ќе шизнеме, малце концерт како да се однесувам. Да. Сме заборали да се гушкаме. Апсолутно. Кога ќе се видиме? Апсолутно. А ја и ти прележани со корона. Да, па и можеме. Може. Да. Па немам ја некако страв Господ да начува сите, мислам тоа е најбитно. Така да ти кажам дека прво кога ќе се отвори
ќе бидам Ќе прва. го стешијам да го причувам. Па Бабите, сега ќе го сега па може да го- апсолутно, апсолутно. Тоа не значи дека ако сме станале родители треба да се затвориме у 4 зида. Се шалам, така. За да биде Ијан задоволен и среќен, треба родителите да му бидат задоволни и среќни, излегувањето со пријатели, значи не може тоа Тоа се звони на телефон, да. Тоа значи и ние да се растаретиме за да бидеме и порастаретени за него. Како беше срекни родители? Така, срекно дете, апсолутно, апсолутно. Добро што се случува со театарот, почнавте, има представи со оглед на пандемијата, што ќе се случува? Оваа пандемија навистина не зароби, светот го зароби, всушност. Тргнавме, убаво тргнавме, се разбира по протоколи, па престанавме по препорака на комисијата и на владата на Република Северна Македонија. Па тргнавме повторно да тргнеме. Почнавме и со проби. Актерите и луѓето од техника беа изузетно среќни дека ќе следната недела и ќе тргнеме. Меѓутоа денеска стигна уште едно известување дека ќе мора повторно да стопираме и да се однесуваме, се разбира, согласно новите мерки. Сега, од друга страна, па кафеаните отворија. Добро е. Ама е кафе кај да пиеме, да, не е добро што пак ќе се така, собираат ама е луѓето. добро, односно не е добро што барем и по протоколи театарот и киносалите, да речеме, нема да работат. Се надевам до 15 мај, уште многу поминавме, малку остана. Ќе издржиме и искрено се надевам дека после 15 мај колку толку ќе успееме убаво да ја затвориме сезоната. Театар Комедија планира да направи и летна сцена. Тоа е нешто кое што искрено се надевам дека ќе го направиме некада на почетокот на јули месец. За тоа се разбира ќе ви кажам кога ќе се случи, односно ќе видите. И некаде на крајот на август месец во соработка со општина Аеродром, Театар Комедија и оваа година ќе го одржи големесечена фестивалот оваа година. За прв пат ќе има 2 премиери. Тоа се 2 фестивалски премиери во режија на Ирена Старијовска и другиот проект е на Александра Кардалевска. И се разбира ќе бидат театри од Македонија. Ти благодарам на искреноста, ти благодарам на овојот разговор и што беше гостин со мене во студиото на Репортер. Ти благодарам на поканата, секогаш радо ќе дојдам и искрено се надам дека многу брзо ќе се видиме во театар. Јас. Фала ти уште еднаш. Фала и на тебе.